Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат со вас би сакал да направиме една кратка топ 5 листа, односно лично мој топ 5 ривалства од кога јас следам Формула 1, а тоа е од 97 година наваму. Значи, овие топ 5 ривалства кои јас сега ќе ви ги представам, ќе повторам, тоа е мој личен избор и се однесува само на периодот во кој јас следам Формула 1 од 97 година до денес, а причината за тоа е бидејќи сум ги посведочил тие ривалства и можам да одлучам. Секако, доколку сакате вие, напишете ми во коментарите, ќе направиме и топ 5 ривалства на сите времења во Формула 1, односно ќе ги земе во предвид сите декади, така што можеби и тоа ќе биде уште една поинтересна листа. На почетокот би сакал да започнам со петото место според мојот личен избор, а тоа е дуел помеѓу Хамилтон и Маса во 2008 година, онаа епска сезона кога Хамилтон и Маса најизменично се менуваа победа за победа, беа во голема борба за секое место на подиумот и со таа една фантастична и неповторлива завршница во Бразил 2008 година, кога половина круг Фелипе Маса беше шампион со Ферари, додека Хамилтон ја искористи невнимателноста на Тимо Глок, кој одбра да остане на исти плевматици во тие променливи услови и во последниот свиок успеа да го претекне за да го заработи тоа пето место и со тоа да дојде до шампионската титула половина круг после Фелипе Маса кој беше победник. За мене број 5 уште еднаш ривалството Хамилтон Маса во 2008 година. Сега одиме со број 4, а тоа е ривалството помеѓу Хамилтон и Нико Росберг во Мерцедес. 4 сезони беа заедно, фасцинантно ривалство. Мислам дека Росберг е еден од ретките возачи кои успеа да го победи Луис Хамилтон во истиот болид, особено што му украде една шампионска титула. Единствено Дженсон Батон бил подобар во цела сезона од Луис Хамилтон со истиот болид. Тоа многу говори за каков шофер е Луис Хамилтон и како ги уништува сите своји колеги. Гледаме тоа сега се случува и со Ботас, меѓутоа Хамилтон и Росберг, се извинувам, нивното ривалство на вистина прерасна во нешто повеќе, се претвори во психолошки игри, во препукување преку медиумите, па дури и самите механичари во тимовите не комуницира една гаража со друга гаража. На вистина таа кулминација беше во последната сезона на Росберг, кога он стана и светски шампион, кога Хамилтон во последната трка направи се, дури одеше и контра стратегијата на тимот, одеше контра наредбите на Тото и на сите останати. Така што за мене четврто место од кога следам Формула 1 е ривалството помеѓу Хамилтон и Росберг. На трето место е ривалството кое траеше 4 години во Red Bull Рено, а тоа е помеѓу Фетел и Вебер. Феноменални 4 години во кои Себастијан Фетел зема 4 шампионски титули, кога тимот на Red Bull апсолутно доминираше, кога Адриан Њуи создаде еден фасцинантен болид со помош на тој и на тие издувни гасови кои директно беа насочени кон задното крило и кон подот, со тој коанда ефект му даде на Фетел едно оружје, една алатка со која беше несопрлив. Меѓутоа дуелите со Марк Вебер беа постојано тесни, интересни, гледавме многу судари, оној фасцинантен судар во Турција чинам беше кога Фетел излезе со она позната негова гримаса, па потоа с победата на Вебер во Силверстон, кога јавно му се јави на Хорнер по радиото и му рече не е лошо за број 2. Мислам дека на вистина тоа беше фасцинантен дуел и секако ги направи тие 4 сезони во кои Red Bull доминираше многу поинтересни. Број 2 според мене во овие изминати 22-23 години дуел е Хамилтон Алонсо од 2007 година. Хамилтон дебитант во Формула 1, руки буквално таа сезона, дете на Мекларен. Рон Денис уште одамна го има се забележано како талент, доаѓа во Мекларен, додека Алонсо го носи со себе бројот 1 од Рено. Мекларен таа година има фасцинантно добар болид, заедно со Ферари се борат за уште една титула. Меѓутоа дуелот помеѓу Хамилтон и Алонсо набрзо излезе од контрола. Од самиот почеток, од првата трка, Мекларен направи 1-2, кога Хамилтон успешно заврши втор, бранејќи се од нападите на Кими Реконен и Филипе Маса во тоа време во Ферари. Па веќе во третата трка таа сезона, мислам дека беше Индонезија, Хамилтон дојде до својата прва победа во Формула 1 и тука на вистина се судри со Алонсо, со неговиот карактер. Алонсо направи се што може да извлече максимум, некоја
трка ќе победи Алонсо, некоја трка ќе победи Хамилтон, меѓутоа навистина тоа прерасна во еден голем конфликт и оној момент кога Мекларен беше завлечен во таа Степни Гейт афера, односно неколку вработени во Мекларен само иницијативно комуницираа со неколку вработени во Ферари, имаше пренос на тајни, па Алонсо беше еден од клучните сведоци кој информираше ФИА од кога не беше задоволен односот на Рон Денис кој го преферираше Хамилтон како дебитант, па таа една шпанска сапуница која се создаде, меѓутоа до ден денес тоа ривалство се уште постои, иако Хамилтон и Алонсо релативно добро сега се почитуваат и имаат високо мислење за нив. И дефинитивно број на ривалство според мене во овие изминати 22-23 сезони откако следам Формула 1, ривалството помеѓу Шумахер и Мика Хакинен 97, 98, 99 година, мислам дека можеби со малку сентиментален и необјективен во овој момент, меѓутоа тогаш почнав да гледам Формула 1, тогаш се заљубив во Формула 1 и навистина ми фалат дуелите и сметам дека нивното ривалство беше најчисто, би рекол витешко ривалство, најфер, секогаш си остава доволно простор, секогаш има почитување меѓу себе, иако знаеа да имаат неколку жестоки дуели и конфликти на и вон патеката. Се сеќавам кога Шуми се пушташе по боксовите, сакаше физички да се пресмета, меѓутоа тоа секогаш беше некако одмерено, дженталменски, со стил. Според мене, дефинитивно најчистото и најискреното ривалство во Формула 1, можеби во историјата на Формула 1, и секогаш кога ќе даваше Шумахер изјава или Хакинен, секогаш за себе говореа дека си се меѓусебно најголеми ривали, меѓутоа се и меѓусебно најголеми идоли. Така што за мене број на ривалство од 97 година до денес е дуелот помеѓу Мика Хакинен во Мекларен и Михаел Шумахер во Ферари. Кажете ми што мислите, кои се вашите омилени тимски борби или меѓутимски борби, кои се вашите омилени ривалства од кога вие следите Формула 1? Сакам да коментирам за трки кои вие лично ги имате посведочено, кај што сте можеле лично да приметите кој е подобар, кој не е. И дали сакате да направиме една топ 5 листа на ривалства во сите времиња, кај што ќе ги вклучиме дуелите на Сена со Прост, Шумахер во некоја ера пред во Бенетон или нешто порано, така што Фанџо, не знам, може да најдеме доста дуели во минатото. Кажете ми што мислите, коментирајте, ставете лайк на видеото, зачленете се преку опцијата subscribe доколку ја немате веќе тоа направено, и се гледаме во некоја друга прилика за оваа летна пауза во исчекување на следната трка за големата награда на Белгија во СПА. Уште еднаш ви благодарам за вниманието и поздрав!